Точно 364 лица, од кои 34 во Скопје, ќе искористат мерката на владата предводена од владеачката партија, на која ќе се обучуваат теоретски и практично за справување со пожарите во Македонија. Нивниот ангажман ќе биде сезонски и ќе биде финансиски поддржан од владата со по 24.000 на секој работник. Оттаму информираат дека обуките веќе се во тек низ 13 градови во државата, со кои се покриваат 28 општини низ државата. Младите лица кои се пријавени на обуките ќе поминат дводневна обука, со која ќе бидат спремни за само една недела да излезат на терен во справувањето со огнените стихии. Дел од овие лица ќе бидат распоредени низ локалните територијални противпожарни единици, а друг дел од нив ќе бидат во Скопје во дирекцијата за заштита и спасување. Лицата кои ќе бидат распоредени во дирекција за заштита и спасување ќе продолжат со обуките, а по појава на мали пожари кои не се од голем ризик, сезонските работници ќе бидат постепено искористувани да работат на терен и да ги усовршуваат своите способности. Министерот Тошковски најави нов концепт на присуство на полицијата, исти службеници секој ден во истите реони за поголема доверба и безбедност. Од следната есен граѓаните ќе ги гледаат истите полицајци на истите улици во нивните населби. Ова го најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, промовирајќи ја идејата за малски полицаец, која треба да стане дел од новиот концепт на јавно безбедносно присуство од есен 2026 година. Со оваа најава, Министерството планира значително да ја зголеми довербата меѓу полицијата и граѓаните, со редовно присуство на исти службеници во секоја населба, што ќе придонесе и за подобра превенција од криминал. Во незапамтеното невреме и катастрофалната поплава беа евакуирани илјадници граѓани, а животот го загубија 22 лица. Најмладата жртва помеѓу загинатите е 2-годишно дете од село Стајковци. Загинатите во невремето беа во реоните на селата Сингелик, Стајковци, Смилковци и Арачиново. Голем дел загинаа на скопската обиколница, а некои од нив останаа заробени во домовите од најдојдената вода и се удавија не можејќи да излезат. Во текот на 24 часа на 6 август 2016 во Скопје наврнале 92,9 литри на метар квадратен, а во текот на првите 2 часа од почетокот на невремето имало повеќе од 800 громови. Граѓаните од целата држава, координирани од Црвениот крст, кризниот штаб и надлежните институции во наредните денови се солидаризираа за собирање на најнеопходната помош за настраданите. 8 август 2016 беше прогласен за ден на жалост. Минатата година македонските граѓани оставиле над 209 милиони евра, 12,86 милиарди денари, во спортските обложувачници, покажуваат податоците на управата за јавни приходи. Просечната уплата по тикет лани достигнала 269 денари. Обложувачниците за возврат исплатиле добивки во вредност од 169 милиони евра, 10,39 милиарди денари, што е за 40 милиони евра помалку од вкупно вложената сума. Најголемата добивка исплатена на еден тикет изнесувала речиси 68.000 евра, 4,18 милиони денари. Само по основ на данок на личен доход, државата наплатила над 20 милиони евра, 1,25 милиарди денари, од исплата на добивки од спортските обложувачници. Според анализите, износот на вложени средства во спортските обложувачници е во пораст последните неколку години. Во 2022 година, граѓаните вложиле околу 193 милиони евра, додека во 2021 година оваа бројка била нешто над 185 милиони евра. Тоа укажува на тренд на раст на популарноста на спортското обложување во земјава, како и на зголемениот профит за обложувачниците и државата преку даноците. Во моментов во Македонија работат околу 800 лиценцирани обложувачници и приредувачи на игри на среќа. Цените на нафтата пораснаа во средата, откако ден претходно паднаа на 5-неделен минимум. Причина за растот се заканите на Доналд Трамп кон Индија заради купување руска нафта, што предизвика стравување за можни прекини во снабдувањето. Брент нафтата се тргуваше за $67,93, а американската WTI за $65,44 по барел. ОПЕК Плюс најави зголемување на производството во септември за 547.000 барели дневно, со што ќе се стави крај на досегашните ограничувања. Инвеститорите внимателно следат дали Индија ќе го намали увозот, што би влијаело врз цените. Најмалку 20 лица загинаа кога камион со храна се преврте врз цивили кои чекаа ред за помош во појасот Газа преку ноќ, соопшти цивилната одбрана на палестинската територија. Камионот се преврте додека стотици луѓе чекаа помош за храна во областа Нусеират, во централниот појас Газа, изјави портпаролот на цивилната одбрана, Махмуд Басал. Тој додаде дека израелската армија го принудила камионот да се движи по опасни патишта, кои претходно биле бомбардирани и биле во лоша состојба. Во Хирошима денес се одбележаа 80 години од првото фрлање на атомската бомба, кое се случи на 6 август 1945 година во 8 часот и 15 минути.
На комеморацијата почит им беше оддадена на околу 140.000 жртви со минута молчење, положување цвеќе и обраќања од официјални лица. 3 дена подоцна, втора атомска бомба беше фрлена врз Нагасаки, при што загинаа уште 70.000 луѓе, а Јапонија капитулираше, што го означи крајот на Втората светска војна. Јапонската организација на преживеани порача дека нуклеарната закана е поголема од кога било и ги повика светските држави да се посветат на укинување на нуклеарното оружје. На церемонијата присуствуваа представници од над 100 земји, вклучувајќи го и јапонскиот премиер и градоначалникот на Хирошима. Семејствата и преживеаните уште од рано го посетуваа меморијалниот парк на мирот за да се поклонат и запалат цвеќи.